идејќи наваму, верувам јас, веруваме сите, нон-стоп си поставуваме прашања. Тоа сме сигурни, значи нон-стоп. Зошто? Зашто нашиот мозок е така наместен да нон-стоп поставува прашања. И понекогаш дори не ни интересира да говорите, битни се прашањата дека ги имаме во нашата глава. И ја верувам дека она што не носи да ги поставуваме тие прашањата, не е секогаш дека сакаме да знаеме. Понекогаш е стравот дека одиме на несигурно, стравот дека стравот дека сме небезбедни, поставува многу прашања што со нас. Сега текново имаше Евровизија, српската песна и шта чемо сад. Значи, тоа е ствари во нашиот живот на голема врата. Што сега? Што сега? Го одам во црква и што сега? Одам на работа и што сега? Одам, не знам, да мијам садеви и што сега? Се разболувам и што ќе биде со мене? Значи, ја верувам дека секој еден се ги поставува прашање зашто од една страна се релевантни, од друга страна доаѓаат од нека страф е може би голем збор, ама несигурност од тоа што следува. Затоа нас не треба надеж за војнина. Надеж за војнина која живееме сега. Исус. Амин. Надеж за војнина која живееме сега. Тоа е интересно. Значи, надежта е за иднина секогаш, а ја живееме сега. Не можеме да имаме надеж за иднина да не живееме сега. Не знам дали сме размислувале вака. Али не може. Зошто? Зошто ние и иднината и минатото сега ги перцепираме. Сега. Кога бе боли нешто од минатото? Сега. Кога сме несигурни за нешто во иднината? Сега. И така да, и иднината, и минатото, ние ги перцепираме сега. И затоа надежта треба да ја живееме сега. И надежта понекогаш ни вика, живеј како да ти е последно. Не да се фрлиш на глупости, напротив, живеј свето како да ти е последно. Живеј свето зашто Он е свет. Амин. Со полн капацитет. Ние сакаме многу работи со полн капацитет. Сакаме мир, ама на штета на другиот. Не знам дали сте размислували. Секоја војна сака да заврши со мир, ама што повеќе едниот да зграби од другиот. На таков начин, ако има мир, окей, ако не, продолжуваме со војна. И така да верувам дека овие прашања што се поставуваат во нас се релевантни, имаат одговори. Не секогаш нас какви што ни одговараат, но имаат одговори. И ние треба да бидеме отворени за тие одговори. Да не бидеме да прашуваме, а да се стегаме да ни одговори. Да не бидеме се, како беше тоа, барам работа, ама молам Бога да не ја најдам. Барам одговор на сите мои прашања што се поставуваат во моето срце, во мојот ум, во мојот разум, во мојата свест, во мојата подсвест. Али ако може да останам само таму, да не добијам одговор, тоа би било супер. Зошто? Зашто понекогаш одговорот може ќе ме боли. Понекогаш одговорот ќе ме поттикне да правам нешто што досега не сум го ни замислил да го правам. Зашто сум мислел дека не можам да го правам. Колку работи ги правиме зашто мислиме дека не можеме да ги правиме. А знаете колку работи правиме ради другите што мислат дека треба да ги правиме, а нема потреба да ги правиме. Бремето и притисокот од луѓето околу нас е толку силен понекогаш, што ние посегнуваме да правиме работи што воопшто нема потреба да ги правиме. Но зошто? Имаме погрешни очекувања, погрешни предпоставки. И ја верувам дека таа фаза може да дојде во нашиот живот, но е менлива и минлива. Амин. Тоест, секоја фаза во животот е менлива и минлива. Зошто? Зашто напредуваме како суштество, зашто напредуваме како Божји чеда. Петар така кажува. А сега додека го имаме сето ова, ќе читаме Петрова 2 глава, 2 Петрова 1 глава. Кога веќе сме такви какви што сме во Бог, на тоа да додаваме работи. На тоа зошто? За да растеме, за да напредуваме, за денеска да не бидеме, за утре да не бидеме како денеска. Амин.
Тоа не значи дека ние треба, не знам, сега сме Божи деца, па утре тоа на небото ќе видиме точно така, барем Павле кажува, сега сме Божи деца, ќе видиме што ќе бидеме. Има разни толкувања на овој стих. Ја верувам дека небото ќе донесе на дименсија, иако небото е заборавено, посебно во овој 21 век, се помалку се зборува за небо. Знаете зашто? Зашто луѓето имаат злато, имаат сребро, имаат диаманти, имаат бродови, имаат се. Не ги интересира ни небото. Зошто? Зашто небото, они имаат представа на небото дека е диаманти, злато некое, нешто златна улица, лево, десно и толку, што ќе ме тука го имаат. И затоа, така, и затоа ако гледате ќе видите дека кај, ајде како да се изразам за да бидам да не бидам погрешно сватен, кај нискиот сталеж на луѓе, каде што се луѓето притиснати, никој не е роден за лоши работи. Никој, зашто Господ се побива сам со себе. Никој. Но ние имаме доволно добар систем да ги направи кршно. И гледаме дека таму кај што е безнадежност, кај што нема опипливо, таму е гласот за небото најсилен. Зошто? Зашто ние само сакаме нешто да не избави од оваа бедотија. А други луѓе не размислуваат така. Каква бедотија, мене, еден вика, какви Макс Света, има едно видео интересно, мене секој ден, секој петак вика ми е Макс Света, кој ќе седнеме таму, забавиш друштвото, ово, оно, тоа ми е, како Мак, тоа е вика за сиротини. И црквата е таа што ќе го донесе вистинското откровение за небото. Црквата е таа што ќе го донесе вистинското откровение за благодата. Не можеме да очекуваме од надвор. Оно што е наша одговорност, е да имаме одговор на тие прашања што и ние си ги поставуваме. Едно по едно, не се брзаме никаде. Едно по едно, човекот учи додека е жив, не учи во основно. Не знам колку дали сега учат така? И имавте таа лекција? Дека човекот ве учи, дека учи додека е жив? Да, сигурно ќе дојде до таа лекција. Да, многу работи гледам дека не ги учат од тоа што нас не учат. Најверојатно имало некој поинтересен систем каде што убави работи со фаќале. Ајде да не одиме таму, но некои работи што сме ги изгубиле, треба да си ги вратиме. Треба да си ги вратиме. Треба да си го вратиме откровението за благодата, откровението за небото, откровението за верата, да си го вратиме се она што на овој свет му недостасува, ние го имаме. Амин. И така да, ако се најдеш во ситуација да ги поставуваш сите овие прашања, тогаш си на вистинско место. Тогаш си на супер место. Зошто? Зашто ти си се ставил во позиција. Не знам дали го познавате Синиша Михайлович, на времето беше супер фудбалер, сега е супер тренер. Помина неколку фази на леукемија. Леукемија и победи 3 пати, мислам дека. И сега последниот пат победи. И браво. И оно што го кажа, вика, кога човек е здрав, се радува на животот. Кога вика, кога човек е болен, се замислува за неговото постоење, зашто сум јас тука. Некоја длабочина што може би гледаш, здравето не може да ја донесе. Тоа не значи дека треба да бидеме болни. Тоа значи дека треба да ги имаме овие работи за пример. И од оваа позиција да се замислиме, па зошто сум ја, Господе, тука? Па која е мојата, што би рекол мојот брат Јонатан, сврха? Овдека. Така е на хрватски сврха? Да. Господа, во црква ми кажуваат дека ме сакаш и тоа ме сакаш неизмерно. Сакам ја да го знам тоа. Сакам и ја да знам дека вистински ме сакаш. Ја знам дека ова прашање за многу мина. Зошто? Што секогаш ќе дојдеме во фаза на тоа да се замислиме дали сме сакани. Зошто? Што нешто се случува во нашиот живот што не е во сразмерно со она што ние сме го очекували. И ти се запрашуваш, па дали сум јас сакан?
Дали јас можам? Убаво зборуваат луѓето таму. Служење на Бог, на луѓето се. Но дали јас вистински треба тоа да го правам? И така, малку квас го подквасува целото тесто. И ние гледаме луѓе, лека по лека. Првен седеле на првите седишта, па на второто, па на третото, мала разочараност од една страна, од друга страна. Нешто си отишле од црква. Не го дошло до таа фаза да се запрашаат па Бог дали си ти тука и дали постоиш. Божјата страна или Божјата позиција или Божјиот агол на гледање ништо не може да надвои од Божјата љубов што е во Христос Исус. Ништо, но таму кога набројува не кажува ни само. Сами знаеме да се оддалечиме. Сами знаеме да го направиме тоа и да станеме далечни од Бог. И затоа сме тука, браќи и сестри, тогаш да поттикнеме вера во другиот. Тогаш да кажеме, јас имам одговор на твоето прашање. Минатиот пат кажав дека, и ја тоа силно го верувам, дека прошлото не е тука да не тресне од глава со нешто што врска немаме во нашиот живот. Него да не зацврсни, да не поттикне дека Бог ни зборува во нашиот живот. Зашто Бог нема да ти изостави тебе да не ти зборува. Но ќе ги употреби пророците, ќе ги употреби твојот брат или сестра до тебе да ти укаже на тоа што Бог ти зборува. За да не бараме секогаш од втора рака информација. И така да, ако се најдеш во ситуација како размислуваш за сето ова, тогаш си на добро место, но баре ги одговорите на вистинското место. Баре ги одговорите на вистинското место. Јас зборувам со луѓе и многу пати имав ситуација ваква и ваква дома, ова се случи, појдов таму и таму и мислев дека ќе добиам одговор, ама сепак не го доби вистинскиот одговор. И тој одговор го доби од црквата, од мојот брат, од сестра, од напред, од проповедта. Вистинското место, каде можеш да ги добиеш ти одговорите Светиот Дух? Што делува преку црквата, преку водачите, преку луѓето во кои имаш доверба. Многу е, сигурно сте го препознаеле, значи ако немаш мала доверба во човек, посебно тука по Македонијава, нема шанси да му кажеш нешто на тој човек. Теоретски шанси. Некој рекол дека не ги кажуваме со ништата на другите, зашто тие се меѓу тебе и Бог. Тоа има голема вистина. Но мора да имаме крупна доверба каде што можеме да ги кажуваме работите. Зошто? За да ги имаме разните погледи на нештата. Зашто? Ако работата што била за благослов, ако ја чуваме цврсто само за себе, без да ја споделиме, без да побараме на некој начин помош, од благослов знае да стане проклетство. И тука лежи опасноста. Тука лежи опасноста. Зошто? Зашто ова е за мене и јас кажам и го чувам. Не, никогаш работите што се во нашиот живот не се само за нас. Да бидеме прецизни. Само за нас значи дека се и за нас. Но не се само за нас. Оно што го согледувам во многу случаи како проблем, можам да кажам, е тоа дека ние брзаме со одлуки, но во исто време брзаме и со давање совети. И тоа некако е како да кажам, не следи. Не следи. Уште не дослушам ја бам совет. Уште не дослушам, вака и направи. Чекај, дослушај го. Чекај, изјасни го. Чекај, оди, моли се и дојди со совет. Знам, некогаш треба инстант работи. Зошто? Зошто побарувачката е инстант. Но во глобала ние сме повикани да бидеме мудри во постапките.
А ако ни фали мудрост, Јаков кажува каде да ја бараме. Интересно што не вика по книгите. Не барајте по книги, по ова. Ние многу пати. Имаме проблем, книга за тој проблем. Како да го решиме? Книгава не дозбунила, наместо да не донесла решение. Ако имате се, но ако ви треба мудрост, барете од Бог. Амин. Како се бара мудрост од Бог? Седни и моли се човек. Ми дојде малце на шала, малку, ова го мислам и за мене, зашто ја не сум најредовен на молитвени достаноци во четврток, но додека имавме прекрасна молитва. Тие што бевме, знаеме дека стварно беше прекрасно и дека ќе стоиме врз тие молитви, да ги видиме работите во исполнување, зашто не може поинаку, не смееме да бидеме битија на заборав по секое, него зашто се молиме? Ја го листав еден текстар доми кога видов некои работи што сум ги запишувал и што се исполнети се запрепастив. И викам Господ, викам за до толку можеш да бидеме заборавени во брзање да ги оствариме нештата. И оно што додека се молиме, видов дека од срце сакаме да ги промениме работите. Желба голема ни е да се сменат нештата. И викам ќе прашам луѓето во црква, сакате ли вие да се сменат нештата? Па зошто не идете на молитва во четврток? Тоа ми текна од себе. Сакам конверзација да направам за да се опуштиме. Затоа рекол помислам и за самиот нас. Но има начин како можеме да ги смениме нештата. Не можеме да кажеме дека нема. Не можеме да кажеме дека тука напразно зборуваме. Не можеме да кажеме дека напразно во недела се собираме. Не може да кажеме дека ништо не содействува за наше добро. Не е точно. Библија кажува се содействува за оние што го сакаат. Искрено од срце. И ние сме тие што постојано кажуваме, Господе те сакаме, наискрено, од длабочината на нашето срце. Поздрав. Ама работа, живете. Благослов. Ако сакаме работите да се сменат, ајде на коленици сите. Ќе се молиме за работите. Амин. Вика, не можеш да кренеш раце да благословуваш, раце да славиш, ако не си бил пред тоа на коленици да се молиш. И тука се испоставува дека молитвата е уствари еден, може би главен начин на тоа како ние да добиеме одговор за нашите прашања кои идеме во недела. Молитвата не е одговор само на некои духовни прашања, кога ќе дојде Исус или дали првен ќе биде антихристот или не. Молитвата е одговор на твоите проблеми што ги имаш со месторите кои не дошле вчера да работат. Молитвата е одговор на твоите длабоки занемарени чувства кои ги криеш за да не те видат другите дека си ранлив човек. Молитвата е одговор за се. Амин. И затоа е битно каде, како и кога ги поставуваме нашите прашања. Еве еден добар пример. Сум пишал, направи анализа врз она што го прашуваш. Или врз одговорот што си го добил. Знаете, жена ми, нели, Данче сега е дежурна, поздрав ако не гледа сигурно на Фейсбук, ако нема работа. И не гледа така, ја има во живо, супер. И она, знам дека таму кога мерат шекер, не вика, 20 ти е, ојде ти. Но седео таму негде, ојде на човек од 20 му. Него вика, ајде да видиме последните 3 месеци. Правата анализа на последните 3 месеци. Да земат просек. За него преплаша човекот дека ако само му рикнал дека е готов. И така да, треба да бидеме мудри, да правиме анализа врз работите. И да дозволиме Светиот Дух да ги
да ни ги анализира нештата, да ни ги донесе во вистинско светло. Ама зошто? Ама не, јас се брзам зашто мислам дека во септември треба да се престанам со петкадиле, тоа го зборевме на предслужба. И ја правам анализа по таа пресметка. По таа пресметка правам анализа. И викам, ова, ако не успее, насред площад, правам харики, имаше песна. Нема харики, лички. Светиот Дух е попрониклив од нас. И затоа ова сум го кажал и пак ќе го кажам, не знам. Колку има потреба, толку пати ќе го кажам. Така вика Петар. Вика, ја ви кажувам, ќе читаме. Знам дека знаете, ама пак ќе ви кажувам. И кој ќе отидам, за да може да се подсетувате. Признајте си дека Светиот Дух ве знае подобро него самите вие што се познавате. Тоа е најдобра позиција за секој еден човек. Така ќе можеме, оно што кажам во четвртокот, некој го слушна, беше охрабрување. Така само и никако поинаку ќе не можеме да посегнеме по самите нас да се повредуваме. Во четвртокот кажам за некој луѓе беше убаво дека, мислам дека сум го кажал и друг пат тука од проповед, не можеш повеќе да се оцрниш. Слушнете го ова, ме молам убаво и анализирате после. Не можеш повеќе да се оцрниш отколку што Бог те има оправдано. Не можеш. Ниту пак можеш повеќе да грешиш отколку што Бог ти има простено. И не застануваме тука. Затоа немојте да се повредувате себе си со тоа што претаме на овие работи. Не е така. Не е така. Ја не сум достоен за ова. Мора да стрчам уште 2 километри. Трчај ти уште 4 километри, трчај ги со Бог. Амин. Трчај ги со Бог. Господе, јас доаѓам кај Тебе и се извинувам и не знам што да правам, зашто 3 години не сум се молил и немам отворено Библијата. И Бог ти вика, опа, па што правиш од тие 3 години? Не ти е срам ова да идеш да ми го кажеш? И јас се срамам од Тебе, а камо ли ти сам? Не вика така, Господ. Господ вика, окей, супер, го препозна тоа, сега си тука, ајде сега ќе отвориме заедно. Ајде сега ќе отвориме молитвата заедно. Ајде сега, ја до Тебе, ти до мене и заедно да се молиме. Тоа го вика Бог. Тоа го вика Бог. Бог не отвара стари рани. Ние и луѓето да нас отвараат стари рани. Бог исцелува стари рани, а не отвара. Ние самите и луѓето околу нас знаеме да ги отвараме работите. А Бог исцелува стари рани. Амин. Амин. Супишам дека едно од одговорите дека Светиот Дух секогаш ќе те насочува кон црквата. Секогаш ќе те насочува кон црквата. Тоа значи дека кога човек ќе биде во состојба да каже јас завршив со црквата. Зошто сега сум дома и имам супер искуство со Светиот Дух, уживам во тоа искуство, има нешто сомнително. Зашто јас сум убеден дека Светиот Дух секогаш ќе те насочува во црквата. Тоа не значи дека секогаш ќе те насочува да ги посетиш сите неделни служби, зашто неделната служба не е црква. Тоа значи ќе те донесе во свеста дека има некој кој заедно стркувате црква и каде што таму Божјата шехина Христос пребива најсилно. Тоа не значи дека ќе бидеш најгласен на службите и дека си завршил работа. Тоа значи дека имаш удел од нешто поголемо од мене, од тебе, нешто поголемо од светот, нешто поголемо од секој систем на овој свет. А тоа е Божјото царство. И Божјата црква. Многу пати изборуваме и
Не знам каде е границата и каде е вистината, кога некогаш зборуваме ние го градиме Божјото царство, ја верувам дека ја градиме црквата. Божјото царство е воспоставено. Амин. Така да Светиот Дух секогаш ќе те насочува кон црквата, кон телото Христово. Затоа и си имаме Господова вечера. Зошто? Да го препознаеме телото Христово. Не телото што беше само дадено на крстот, него телото Христово кој сме ние. Светиот Дух е креативен и не прави традиција од своите делувања. Што значи тоа? Тоа значи дека немој да очекуваш Светиот Дух на истиот начин да реагира со тебе како што реагирал со него или со мене. Зошто? Зашто он е креативен, ама и тебе те створил креативен. Може би имало периоди каде што црквата, како се вика тоа, бројчено растава повеќе, зашто сме имале добри шеми на евангелизација, шеми, намерно спомнав шеми. Но јас сум не за шеми, за лично. Шемите се добри и во нашиот живот да ги имаме. Рутините се добри исто да ги имаме во нашиот живот. Но она што е наша евангелизација е тоа да го донесеме Божјото во луѓето. Божјото, она што Светиот Дух сака да го каже во моментот за таа личност. И тука нема шема. Но подале сум пишал дека, но некои се духовни принципи што се дај јавно. Ќе ги видиме некои од нив. Дарежливост. Дај јавно. Духовен принцип. На кој ние, колку повеќе му се противиме, толку не делува. И обратно, колку повеќе прифаќаме, толку повеќе го гледаме на нашиот живот. Зашто принцип? Принцип на дарежливост. Убавината во христијанството е што секој принцип треба да дојде од срцето на тој што го верува. Зашто ние имаме надвор многу принципи што успеваат. Многу принципи што успеваат повеќе него од твоите. Што со натек на време истите ти ја повредуваат. И преку тие принципи повредуваш. Затоа е сигурно Божјото царство, затоа е сигурна црквата, затоа е сигурен Светиот Дух, безбеден е. Што сака да ги правиме работите од срце. Во Матеј 25-21 надрече ако најде окей, ако не јас ќе го кажам, мислам дека сите го знаете, арно сторено. Добар мој слуго. Во малку беше верен, ќе те поставам на многу. Еве го еден од одговорите на нашите прашања, што не мачат, посебно околу повикот наш. Посебно околу тоа што ние треба и можеме. Оно што го спомнав, 3 години не се читал, сега 300 камшици. Океј, сега си тука и сега ќе читаме. Арно сторено, добар и верен слуго. Во малку беше верен, и те поставам на многу. Јас верувам дека сите сме повикани за ова да го видиме во нашиот живот. Во малку беше верен, не значи дека малку беше верен. Не дека во тоа што си бил верен, може било малку, но ти си бил целосно верен. Целосно си му го доверил на Бог. Целосно си ја ставил твојата вера и твојата надеж во Бог за таа работа. А не дека си бил малку верен, а другиот не многу верен. Не, него тоа што за тебе било малку, ти си го изгледал срцето за тоа. Зашто не може да бидеш малку или многу верен. Не знам дали сте размислували. Не може. Или си верен, или не си верен. Јаков тоа го објаснува. Или си верен, или не си верен. Или си верен, или си брантеш. Вето, натаму, те носи. Нема шанси. Тоа не успева. Така да,
во малку беше верен, читаме правилно, во малку, не малку, во малку беше верен, над многу ќе те поставам, сподели ја радоста. Овде калкуваме. Зашто застануваме до ќе те поставам. Споделете ја радоста, како што споделивме сега. Споделете ја радоста со Твојот Господ, со тоа што ќе кажеш, фала, татичко. Фала за овој ден, што ме благослови, што пред да станам, уште кога станам. Фала ти што ме чуваш да те спијам. Фала ти што ти ме наградуваш да работиш што го правам во тајност. Знаете колку опушта размислувањето, мислата дека Бог, оно што го правиш тајно, ќе те награди јавно? Ние сакаме, еден човек на татко му викал, ако не кажам за нешто што сум направил, исто да не сум го направил. Да. А колку е благословено наставно да знаеш дека Бог, знаеш, ќе те гледа луѓето. Ти оди, тераш, се. А не знаат и зошто. Но ти знаеш зошто. Бог знае зошто. И ќе дојде време, ќе окажеш тоа следващо и тоа следващо ќе биде поттик со сите други. Така да не се плашиме дека ќе бидеме наградени за работите што ги правиме во тајно. Баш за нив ќе бидеме наградени. Зашто Исус вика, ако бидете како тие другите, како тие што бараат ќошеви, за да ги гледаат тие доваму и оттаму, нив ќе ги поздрават, нив ќе им симнат капа. Но вика само тоа ќе биде награден. Толку ќе биде награден. Имаше таква група на луѓе, што историски се провлекува. Зашто духот остана на тоа јас. Така да, мислам, не се плашете дека дали ќе бидете наградени за тоа што правите тајно со Господ пред Господ. Таму ќе бидете највеќе наградени. И за тоа ќе бидете највеќе наградени. Амин. Така да, после тоа споделете вашата радост. Со Господарот споделете вашата радост со браќите и сестри. Но споделувајте радост. Има нон-стоп реклами на споделувајте радост, споделувајте. Но ние сме луѓе што треба да споделуваме, луѓето што многу имаме што да споделиме. Многу има што да споделиме. Не малку, многу. Не било од кај многу јас што ќе бе со мисли да се борам, не знам, утре што ќе биде, ја имам да споделам. Абе имаш да споделиш. И кој ќе почнеме? Има луѓе ќе дојдат, имам таков проблем, ова, оно, и ја не сега и после ајде, отпонувај да видиме сегова, и на крај доаѓаме дека нема проблем. Освен проблемот на твојата глава, дека ти си створил нешто во тебе, дека има проблем. Ви е познато ова многу пати. Ама кој ќе споделиш радоста, кој ќе споделиш нешто што е во твоето срце, кој ќе скомуницираш, ти ќе сватиш дека па немало. Ја еднаш мисля дека знае колку ми е тешко и еден човек, тоа беше од Господ, ми прати една песна, ја слушнав песната и ми олесна. Викам, да толку е било тешко, песна ми олесна. Не е било толку тешко. Но ти можеш да ти биде најтешко. Ова е поттик не да се правиме супер духовни, супер херои, да се има една многу јака слика, нон-стоп праќам кој ќе ми дојде на нешто, на месенџер да се, каде што Исус ги собира суперските херои и вика јас вака го спасив светот. Така да, не. Ние имаме супер херои кој живее во нас. За да бидеме доволно своји во тоа што го правиме. Ставете неговата волја пред твојата. Едно од можеби најјаките принципи, ако сакате да ви биде полесно, што можеме да ги направиме, е да ставиме неговата волја пред неговата.
пред нашата. Боли, тешко е, зашто имам вакви импресии за тоа што ќе ми случи во мојот живот, вака сакам да биде уредено, вака и вака сакам, што Бог не е дека не ги почитува твоите замисли како сакаш да бидеш, но во нашиот понекогаш, во нашите замисли, не можеме да видиме поголемата слика тоа што Бог вистински го има, а сигурно е подобро од она што ние сме го замислиле. Сигурно е подобро. Зошто? Па луѓе, како се стекнува доверба? Кога еден човек еднаш нема да ви извиси, два пати нема да ви извиси, три пати нема да ви извиси, четвртиот пат ти имаш доверба во него. Така е и со Бог. Ве извисил? Не. Втор пат, трет пат, никогаш. Тоа сме на добра позиција да знаеме дека Бог сепак подобро знае како треба да биде. Бог сепак треба. И Бог нема да заобиколи ние да не знаеме. Амин. Бог нема да не заобиколи. Ќе ни укаже, ќе ни покаже. Едино кој што претаме многу ради неговата Божја благодат ќе не заобиколи, за да не направиме штета на процесот. Ама ќе ни даде и поука, бидете сигурни. Зашто џабе ќе го истераме процесот ако немаме поука, ако немаме разбирање за она што следи и за она што сме поминале. Радувајте се, кажува Јаков, со испитувањата што следуваат. Вау! Зошто? Зашто го цврстел, го јачал карактерот. Радувајте се. Зашто тоа го јача вашиот карактер. Така да јас некако и покрај многу пати што претаме, зоне, сепак треба да се радуваме кога работите не напредуваат, дека ќе напреднат уште повеќе. Амин. А ќе притискаме со светост. Амин. Можеме да притискаме со светост. А тоа да ја бараме Божјата волја за тие луѓе. Не само за нас. Амин. Еден човек ми пиша во порака, ја не размислувам на таков начин, ми вика, нели се молам се и вика, мора да се бориме против непријателот, а во тој случај сега е фирмата што ја гради твојата куќа. Не, искрено ги сакам тие луѓе се модат 100 пати. Како може да ми биде непријател? Ама тие се можеби некои оставштини што останале што треба ние да ги менуваме каде? Тука. Каки непријател? Единствен е, еден непријател. Еден и единствен. И што са? Да не, и што ćemo са? Да не го зазимаме местото на вистинскиот непријател. Амин. Нема потреба да не го зазимаме неговото место. Окей? Андрече, кажува колку е 40 минути? Ще спетно сега? Ама со молитвата. Добро, што е. Пошто тоа ќе го скратиш, така? Барем нешто да доловиме. Ајде на брзина. Исполнувај се со Исполнувај се со Божјата волја. Значи сега му ја препушташ, зашто Бог знае подобро од тебе, и сега се исполнуваш со тоа. Пол, целосно, со Божјата волја за твојот живот. Имав импресии, можеби на крај да направиме, сакам да се молам за секој еден што во моментов евангелизира и што има видено во себе дар за евангелизација. Зашто мислам дека во овие периоди е клучно нешто. Да им го носим откровението на луѓето надвор. На луѓето им треба надеж, луѓе. Надеж дека Божјото Слово е животворно и дека дели. Дека носи благослов таму каде што треба. Дека носи проникливост таму каде што треба. Мудро добро сум го кажал. Размислувај и сонувај. Еве ја нашата, као што не вика Вики, квака, понекогаш кај што ние се паќаме, а не треба. Размислувај и сонувај за големи нешта, но не дозволувај да те фрустираат малите работи што ги правиш во моментот. Луѓе, Македонија е мала земја, доволно мала, да ние се што правиме мислиме дека е мало. Затоа нас не треба обнова преку Божиот ум. Обнова преку
Господовите работи, обнова преку оно што доаѓа од озгора, а не од тука. Ова ќе не заглави. Многу е мало, па ние не можеме, бе луѓе. Мене ми е искрено ќе ви кажам малце глупо кога ќе кажам дека уште се молиме за куќата. Искрено. Посебно ако ме прашаат нагоре страна куќата и ние за таму тоа се решава, нема го разбираме овој дел. Но Македонија е мала точно за да не заглави во мали, да мислиме дека ништо не е. Дека, не знам, претаме во жива кал или во песок порано претаме. Во жива кал не знам. Знам дека опасно да преташ во жива кал, колку преташ толку пропаѓаш. Али и во песок опасно, очите натоиш колку ништо не каже. Така да, претаме. И затоа размислувај и сонувај за големи нешта, но не дозволувај да те фрустрираат малите работи што ги правиш во моментов. Зошто? Во малку беше верен ќе те поставам на многу. Стави ја верата во таа работа што ја правиш и ќе бидеш задоволен, ќе бидеш инспириран и ќе инспирираш други. Амин. Амин. Радувај се за твоите успеси и за успесите на другите. Тоа првото може, второто никако. Тоа второто е поглавно од првото. Тоа второто му дава печати на првото. Рековме дека радост и успехот не мора да значи дека одат заедно. Освен ако се радуваме за успехот на другите. Тука одат заедно. Тука дефинитивно одат заедно. Радост и успех. Инаку, што е успех? За мене може нешто друго, за тебе може нешто друго. Си успеал за нешто и после гледаш у плафон, ајде друга работа. Парно да не го правя по многу пати. Затоа успехот и радоста најповеќе одат само во ова, кога се радуваме за успесите на другите. Амин. Не кога тажиме за болките на другите. Тоа е добре дојдено, зашто Исус кажува, плачи со тој што плаче. Но нашиот менталитет што треба да го кршиме, затоа ние зборуваме за такви работи, иако зашто ние не потребно да зборуваме. Господе, добар, здраво брате, како си, добре, се е добро и колку ќе останеме. Но менталитет има тука што бира, има духови што зборуваат спротивно и ние мора таму да кршиме работите. И нашиот менталитет е да те жали кога си го жалени. Да те жали со доза на... Како се вика тоа? Не е резервирано, сполоше. Со доза на... Ајде да кажете разборот? Ситење. Да. Нашиот менталитет жали со доза на ситење. Затоа е потешко да се радува човек со успесите на другите. Многу потешко. Купуваш дома телевизор, што е во тенок то кацок си го земал? На чорга да мудрам ке. Што е во? А ти радосен цел телевизор најго. Сони некој, не знам, кој Филипс, некој. Што сака? Тенок то кацок е. Не можеш да се радуваш многу. Не ти е својствено. Имаш како круша оние што се во зимо што, во зимо што тек созреваат кога ќе ги скинеш, тие нешто собираат устата. И така ти е за радост. Бог вика, радувај се со оние другите што имаат успех. Амин. Да се радуваме, луѓе. Да се радуваме кога гледаме дека работите напредуваат во шутка. А напредуваат. Амин. Да се радуваме кога работите одат на добро во струница, а одат на добро. Амин. Но да не заборавиме да се радуваме за нашето. Амин. Биди благодарен човек. Може би тука ќе завршим, има уште доста, но имаме уште доста пред нас живот, да се изнаживееме, а тоа е вечен живот, каде што ќе ги споделуваме за овие нешта. Но биди благодарен човек. Над се што разбираш, не го зимај олако дека тебе ти припаѓа по секоја цена. Не ти припаѓа тебе. Преку благодат ти е дадено. Биди благодарен за тоа. Амин. Ајде да станеме поблагодарни луѓе од денеска.
што не значи дека до сега не сме били. Ајде да станеме по луѓе што знаат да се радуваат на работите што чуваат вој околу нас. Биди благодарен човек. Тоа е повикот од Бог за нас. Благодарноста е голема сила. Сакам да зборувам за Втора Петар најдеќе, до тоа не стигнам, може би следниот пат. Но ајде да завршиме со биди благодарен човек. Ти отвори голема врата таму каде што немало за работите да ги видиш во твојот живот во исполнување. Едно е да ги видиш, а друго е да ги видиш во исполнување во твојот живот. Амин. Никој нема и никој не кажал дека е лесно, но затоа и ние не сме сами. Не сме сами. Секогаш кога сте помислиле, или сум помислил дека сте сами, луѓе не сме сами. Цел свет да не заборави. Така ви казваме кога дојде, што е вие таму цел свет да заборави? Бог не заборава. Не сме сами. Амин. Ајде ќе се молим. Зато фала ти, Господе. Фала ти што доаѓаме пред Тебе, Господи, и во благодарност ги подаваме нашите тела, Господе, како богоугодна жртва, Господе. И фала ти што е таа наша разумна служба, Господе. Разумна служба на која можеме да се повикаме тоа да она што ние, Господе, сме го вкусиле, што сме го допреле, што сме го виделе, Господе, што сме го слушнале во Тебе и од Тебе, Господе, да го пренесеме надвор каде што го нема, Господе. Фала ти, Господе, што не повикал да бидеме сол и светлина таму каде што не е засолено, таму каде што е темно, Господе. Не, Господе, да се светиме едни со други, Господе, ние доволно светими сами за нас, Господе, но да бидеме сол и светлина за таму каде што нема, Господе. Фала ти, Господе, што нашиот пример во нашиот живот ќе биде тој зачин за луѓето што го немаат, Господе. Тој зачин што ќе им ги донесе вкусовите на повисоко ниво дека Господ е добар. Алелуја, фала ти, Господе, фала ти за секој еден што си го повикал да го носи Твоето Слово, Господе. Ја не знам каде, но Ти знаеш, Господе. Но да го носи на вистинско место, да го носи во секој едно човеково срце, Господе. Фала ти, Господе, што си ни дал благодат за да можеме да ја покажуваме, Господе, таа благодат. Не само да уживаме, Господе, да се насладуваме, него да покажуваме таа благодат. Фала ти што си не повикал да одиме со луѓето 2 километри, ако не викна леле, Господе. Алелуја, Господе. Благослови, Господе, ова земјишто, Господе, да биде земјишто на одлуки, земјишто на просперитет, земјишто на носење на Словото надалеку, Господе. Фала ти, Господе, за секој еден евангелизаторски дар што си го дал, Господе, а верувам дека си го дал во многумина, Господе, ако не и во сите, зашто сите сме повикани за дарот на помирување. Благослови ги нозете, Господе, што одат да го носат Твоето Евангелие, Господе. Повеќе од било кога, Господе. Да увидиме нашиот народ свртен кон Тебе, Господе. Да увидиме нашиот народ свртен кон Тебе, Исусе. Алелуја, Господе. Господе, како војници, едноставно излесиме на тоа боиште, да не се замараме со секојдневни работи, него да го правиме она за кој си не повикал, Господе. Како добри војници, Господе. Фала ти, Господе, фала ти што си прекрасен во нашите животи, фала ти што си прекрасен во животите на другите луѓе, иако не те познаваат, зашто ќе дојде момент да те запознаат, Господе. Алелуја, Господе. Денеска баш кога идем на кај служба и так со пунктот одам и ги видов првен Николче и Маја чека автобуса, највеќе заминал, не можел да станам да се вратам назад, па после тоа Ријат вози точак. Идам тука, еден од даму иде, еден од таму иде, ми се јави Стефан, те гледам од другата страна и ме потсети Господ на таа визија дека како потоци ќе се сливаат во реката луѓе и во христијански центар, но и во македонската црква. Амин. И нема да отстапиме од тоа. Дека ќе се сливаат луѓето во Божјото царство, да видат славата Господова и да видат свети како што е он свет.
Така да ве благословувам со убаво неделно поклонне, благословувам со убав наредна недела, да можете да уживате во она што Бог веќе го има спремено, ова не е излишно. Веќе го има спремено за вашиот живот. Земете го ова како животот да ви зависи. И така ќе живеете. Амин.